Добар ден и од мене и добре дојде на сите. Јас денеска ќе зборувам од книгата Данијел, 3 глава, и насловот на проповедта е оние кои што не се поклонија, оние кои што не подклекнаа. Пред да навлезам во текстот, би сакал да дадам еден мал вовет. Израелскиот народ кој што се насели во хананската земја, доби свое царство, но за жал тргна по лош пат. Почнаа да се поклонуваат на други богови, на идоли, да живеат бунтовно пред Бог, и Бог дозволи да бидат заробени од тогашното најмокно, најголемо царство, Вавилонското царство, од цар Навуходоносор. И во тоа време Израел беше поделен на две царства. Северното царство се нарекуваше Израел, Јужното царство се нарекуваше Јуда. Јужното царство потпадна под Вавилонското робство и голем дел од луѓето, од израелците, особено младите луѓе, беа однесени во робство во Вавилон. Ќе ви покажам баш и мапа, можете да видите. Значи, од тука беа преселени во Вавилон и таму требаше да живеат 70 години во робство. Цар Навуходоносор, освен израелците, беше покорил и други народи, и тој одлучи од сите тие народи да избере млади луѓе кои што се полни со мудрост да му служат како советници. Така да, ако читате книгата Данијел, уште на самиот почеток ќе видите дека беа избрани од евреите Данијел, и исто така беа избрани уште 3 други момчиња кои што добија вавилонски имиња, беа наречени Седрах, Мисах и Авденаго. Ние ќе зборуваме за нив денеска. Сега, ако читаме за нив во Данијел 1 глава, 6 стих, ќе видиме дека тие беа поставени на видни позиции да му служат на царот во царскиот двор, и пишува дека беа за 10 пати помудри од сите други советници, гатачи и гледачи. Ова ни кажува дека Бог во нив беше ставил една мудрост со што се истакнуваа и делеа од другите народи, од другите луѓе. И кога го слушаме сето ова, си прашуваме, добро, ова е интересна историја на еврејскиот народ, но што има врска ова со мене? Она што се случува понатаму, можеби денеска можеме да се препознаеме во тоа нешто, и многу повеќе е поврзано со денес светот во кој што живееме, отколку што самите ние мислиме. Зошто? Затоа што книгата Данијел, особено 3 глава, го покренува прашањето: можно ли е да живеам исправно пред Бог и да му бидам верен во еден свет каде што Бог не се почитува, во еден свет каде што се обожаваат други богови, каде што има други вредности и каде што не се живее според Словото Божјо? Можно ли е? Данијел и неговите другари беа во еден таков свет. Тие, живеејќи побожно пред Бог, беа однесени во вавилонското робство, каде што нивниот Бог не се обожаваше. Се обожаваа други богови, имаше други вредности, и тие беа под притисок да живеат по еден начин кој што е поразличен од нивниот. Дури многу од евреите, младите евреи, беа родени во робство, тие беа родени во еден друг свет. И сега си го поставуваме прашањето: можно ли е во еден таков свет, каде што Библијата не се почитува, каде што Божјиот збор не се почитува, каде што се живее според други стандарди и вредности, можно ли е јас да му бидам верен на Бог? Можно ли е да му останам верен? Тоа е прашањето што го подига ова книга, книгата Данијел. И второто прашање кое што можеме да си го поставиме: а што ќе се случи ако се покорам или ако не се покорам на овој свет? Што ќе се случи ако се поклонам или ако не се поклонам на овој свет кој што ми го нуди сето ова? Ако читаме уште на самиот почеток, ќе видиме дека
Даниел и неговите тројца другари Седрах, Мисах и Авденаго, нивните вистински имиња инаку еврејски беа Ананија, Мисаел и Азарија. Беа избрани помеѓу многуте евреи за да бидат советници на царот. Но им беше кажано дека 3 години тие ќе поминат низ подготовка и обука. На некаков начин требаше да поминат 3 години во школо или 3 години во царскиот универзитет, каде што се им беше покриено. Дури беше одлучено да им се принесува најдобрата и највкусната храна. Замислете царски третман. Избрани сте да му служите на царот. Избрани сте од државата, добивате најголема стипендија, сместени во најубавиот интернат, ви ја носат најубавата храна, ама имаше еден проблем. Проблемот беше во тоа што кога почна да ја добиват храната, тие разбраат дека храната која што им ја носат е храна жртвувана на идоли. За евреите тоа беше неприфатливо. Бидејќи Бог јасно им беше кажал дека храна жртвувана на други богови, на идоли, тие не треба да јадат. И еве читаме, пише во Даниел 1 глава 8 стих, Даниел одлучи во срцето дека нема да се оскверни со царските јадења и со виното од неговиот стол, па го замоли дворскиот старешина да го поштеди да не се оскверни. Тие побараа од старешината или од началникот, ако е можно да не јадат од таа храна. Да бидем искрени, за повеќето луѓе ова не би било никаков проблем. Затоа што ако ги имаш сите тие услови, ти се нуди се најдобро, ќе си кажеш, па добро сега, ајде ќе правиме ли проблем од тоа што храната била жртвувана на идоли. Ајде, ќе се огрешиме, кој ќе знае. Можете да замислите, дури овие верни евреи не беа во својата земја. Тие беа однесени во робство во туѓа земја. Има еден куп изговори кои што можеа да ги дадат пред луѓето и пред Бога. Прво може да кажат, па ние сме робови, немаме избор. Што да правиме? Тоа ни се нуди, тоа мораме да го правиме. Второ нешто што можеа да си кажат, па ние сме во туѓа земја, кој ќе знае? Кој ќе знае што правиме ние? Ние сме далеко од нашата земја, тука можеме да си правиме што сакаме и може да се огрешат без проблем. Може би во слична ситуација денеска се наоѓаат многу христијани. Замислете, ние денеска имаме многу македонци кои што и христијани кои што заминуваат на печалба во туѓа земја. И кога си таму, што ти вели ѓаволот? Кој ќе знае што правиш ти тука сега? Можеш да си правиш што сакаш. Ти можеш сега тука да си живееш со друга девојка, можеш тука да вршиш прелюба, можеш ако сакаш и да не одиш на црква, можеш и да се опиваш, можеш и да си уживаш во пороци. Кој ќе те знае? Кој ќе си дојдеш назад во Македонија, во Неготино, ти пак дојди си на црква, биди си верник, дигај рака, слави го Бога, но кога си таму, никој не те знае. Можеш да си живееш како што сакаш. Ѓаволот може да ти сугерира такво нешто. И веројатно и овие момци беа во искушение, кога сме сега во друга земја, ние можеме сега и да не мора да сме послушни на Божјиот збор. Не мора па и да сме верни. Но замислете, Даниел и неговите тројца другари, Седрах, Мисах и Авденаго, одлучија сепак да не се осквернат со царските јадења. Ние нема да се задржиме на ова глава, ќе се задржиме на третата, но ова беше чисто како вовед, за да видиме дека кога живееме во овој свет, ние сме постојано под притисок да направиме компромис. И тие одлучија да не се осквернат и побараа да им биде дадена друга храна. Началникот на почетокот се плашеше, ако разбере царот, вели, јас заради ова можам да настрадам, но тие рекоа, тестирај не, дај ни друга храна и ќе видиш, ако ние сме здрави и добри исто како другите, тогаш остави не, нели да продолжиме. Ако не, еве ние ќе се покориме на царската заповед. И Бог направи така да храната што ја добиваа, останатата, иако не беше толку можеби вкусна и со месо како ова претходната, правеше да тие бидат дури и посвежи и поздрави во лицето. И Бог ги благослови во нивната одлука. И заради ова нешто интересно, понатаму тие напредуваа во нивната позиција и читаме
во Данијел 2 глава 49 стих дека Седрах, Мисах и Авденаго беа поставени за управители во вавилонските покрајни. Така да тие на некаков начин добија една висока позиција. Сега ќе си речете, добро, бевме верни на Бог, Бог ни даде висока позиција и сега понатаму не мораме да се грижиме. Интересно, без разлика каде сме, на каква позиција во овој свет, притисоците од страна на светот и од страна на ѓаволот продолжуваат. И тие се соочија во 3 глава со еден нов предизвик, многу посериозен од овој првиот. Во 3 глава, оно што го читаме беше еден спектакл, нешто невидено дотогаш во царството. Царот Навуходоносор одреди да се направи златен кип или идол. И кипот кој што беше направен, читаме во 3 глава, 1 стих, изнесуваше во висина некаде околу 28 метри. Може да предпоставите која висина е тоа. Тоа е некаде зграда во висина од околу 9-10 спрата. Замислете зграда, скоро како нашата 11 катница, кип во таква висина, со таква големина. Тоа беше импозантна градба, нешто невидено дотогаш. И сега, која беше причината зошто царот го направи овој кип? Читаме, вели, царот Навуходоносор направи златен кип и нареди да се соберат сите локални управители, намесници, војводи, врховни судии, ризничари, законодавци, судии и сите областни управители да дојдат на свеченото откривање на идолот што го беше поставил. И тука помеѓу сите нив може да замислите кој беа. Седрах, Мисах и Авденаго. Данијел не пишува дека беше тука. Традицијата, еврејската традиција кажува дека веројатно бил испратен на некакво службено патување, но овие тројца младичи беа овде. Седрах, Мисах и Авденаго. Помеѓу сите други управители имате свечено отварање на градба. Ве поканил председателот на државата. Тука сте меѓу највидните. И сега што следува? Вели, и се собраа сите локални управители, намесници, војни началници и така натаму, и тогаш гласникот високо извика: ви се објавува вам народи, племиња и јазици, штом ќе го чуете звукот на трубата и свирката, тогаш, вели, сите поклонете се ничкум на златниот идол што го постави царот Навуходоносор. А оној што нема да падне на колена и не ќе се поклони, веднаш ќе биде фрлен во вжарена печка. Тука е предизвикот. Беа донесени помеѓу сите овие тројца евреи верни на Бога, Седрах, Мисах и Авденаго. И им беше кажано, заедно со сите други, треба да се поклонете на овој кип, на овој идол. Кој нема да се поклони, ќе биде фрлен во вжарената печка. Следува сигурна смрт. Што би правеле вие на местото на овие тројца млади? А замислете, тие веќе беа унапредени да бидат управители или началници на одредени покрајни. Веќе беа на видна позиција. Што би правеле во една таква ситуација? Често пати тестот на нашата верност пред Бога доаѓа или се гледа кога имаме што да изгубиме. Знаете, лесно е да бидеш верен на Бог кога немаш што да загубиш, но сега тие и текако имаа што да загубат. Од една страна има многу видна позиција, веројатно сигурна плата, убави, раскошни домови. Од друга страна, ако не се поклонат на кипот, ќе го загубат сето тоа, ма ја остај ти плата, остај позиција, ќе го загубат нивниот живот. Живееме во свет кој што исто така од една страна ни нуди удобство, доколку живееме според стандардите на овој свет, доколку ги прифаќаме вредностите на овој свет и можете дури и да напредувате. Можете да напредувате, да стигнете до министерска позиција, може да напредувате во власта, да бидете на некое убаво место, но ако не се поклоните на стандардите на овој свет,
Светот ви запретува и ѓавол ви запретува дека можете да изгубите многу работи. Можеш да изгубиш позицијата, можеш да изгубиш работата, можеш да останеш без плата, можеш да гладуваш, можеш да завршиш во затвор. И може би изгледа чудно, но се повеќе, под притисок од ЛГБТ идеологијата, имаме ситуации каде што особено на Западот, ако некој учител не сака да поучува дека бракот е помеѓу маж и жена, може да ја изгуби работата, дури и луѓе завршуваат во затвор. Ако не сакаме да се покориме на оно што светот го нуди како нов морал или нови стандарди. Сега, ќе се случи можеби и Бог ќе дозволи ти да бидеш ставен на одредена позиција. Можеби ќе напредуваш во овој свет, можеби ќе си имаш убав бизнис или што и да е. Или можеби ќе ти се нудат одредени добри позиции или прилики да бидеш во овој свет. Но ќе дојде момент кога твојата верност кон Бог ќе биде тестирана. Кога ќе треба да одлучиш дали ќе му бидеш верен на Бог, во она што Библијата, што Словото Божие го поучува, или ќе се прилагодиш на овој свет. Овој свет постојано ќе те притиска и ќе бара од тебе да се прилагодиш и да ги прифатиш новите морални вредности. Овие тројца младичи одлучија да не се покорат. Тие одлучија да не се поклонат. Читаме, кога затрубија трубите, пишува дека кога го слушнаа звукот на трубата, дека сите луѓе се поклонија кои што беа присутни. Но интересно, ако читате во 8 стих вели, во исто време дојдоа некој од халдејците и му рекува на царот: царе, да си жив довека. Ти даде заповед дека секој човек што ќе чуе гласот на трубата да падне на колени да му се поклони на златниот идол. А оној кој нема да падне и нема да се поклони треба да биде фрлен во жарената печка. Но има луѓе јудејци што си ги поставил над работите на земјата Вавилонска: Седрах, Мисах и Авденаго. Тие луѓе, царе, не се покорија на твојата заповед. Не се поклонија. Ова изгледа кога го читаме сега многу едноставно, нели? Многу лесно да се направи. Ќе си речете, па правилно направија, па така и треба, ја не би се поклонил. Но знаете што? Во ситуација кога целиот свет прави едно нешто, ти да правиш спротивно на целиот свет, верувајте, тоа е голема доблест и тоа е голем интегритет. Да си човек кој што ќе пливаш спротивно на течењето на реката, бара голема храброст, голема одлучност и верност на Бога. Дали си спремен да живееш спротивно на овој свет? Кога целиот свет се поклонува, ти да останеш исправен. Тоа го направија овие тројца младичи и за мене ова е за голема пофалба. Бидејќи голем е притисокот кога си малцинство или кога си можеби единствен да продолжиш да го правиш она што е исправно, дури и кога е спротивно на мнозинството. Замисли дека си единствениот верник во цело Неготино. Ние дури имаме и, да кажеме, една привилегија што живееме во земја што се нарекува христијанска. Иако не многу што се нарекуваат христијани живеат како христијани. Но замислете да живеете во муслиманска земја. Замислете да живеете во земја каде што целиот остаток се некоја друга религија или не ја практикуваат Библијата. Тогаш сте под голем притисок. Па дури и во Македонија. Може би си единствениот кој што чита Библија, сите други не го прават тоа нешто. И кога ти ќе кажеш пред луѓето, пред твоите пријатели, колеги на работа, каде и да е, твоите другари на школа, дека читаш Библија и веруваш во Исус, тие почнуваат да се смеат. Или почнуваат да те гледат чудно, или викаш, ова е некој секташ, ова е некоја забегана, или овој веројатно нешто со умот не е како што треба. Почнуваат да те гледат поинаку и почнуваат да ти избегнуваат. Зошто? Затоа што ти си единствениот кој што одлучил не само да се нарекува христијанин, туку да живее според Библијата. И да останеш исправен, да не се поклониш на овој свет кога сите други решаваат, верувајте, е голема доблест. Тоа е голема храброст и тоа е знак на голема верност кон Бога. Затоа велам, она што го направија овие тројца млади,
е за голема пофалба. Да си наоколу, кој ќе погледнеш, може да замислите нивната ситуација. Тие беа таму. Од целото царство, од сите народи беа присутни. Моментално Вавилон беше најмокната империја, најмокната и насилното царство како денеска Америка. И Америка и денеска прави нешто слично. Вели, ако не се покориш на нас, пропадна. Во тоа време Вавилон го кажуваше истото. Ако не се поклониш, ако не се покориш на царската заповед, во тебе нема живот. Загинуваш, те нема од лицето на земјата. И овие тројца се вртат наоколу и гледаат сите поклонети, сите клекнале, сите се клањаат, само они стоат тројцата исправени. Еден глас во тебе ти вика, клекни и ти, клекни, поклони се, ајде, што ќе биде? Што страшно е ако се поклониш? Поклониш еднаш, истрпи, понизи се, ајде, сгреши еднаш и после продолжи, поклони се. Но тие останаа исправени. Мислите дека тоа е лесно? Не е лесно. Секој ден се соочуваме со ист притисок да се поклониме кога овој свет се поклонува на одредени вредности кои што не се библиски. Сакам да ви споделам за еден експеримент. Имал за цел да покаже колку е големо влијанието на мнозинството. Во овој експеримент, во една чекална пред стоматолошка ординација, имало околу 10 луѓе. Сите овие луѓе во чекалната се всушност однапред поставени артисти или луѓе кои што учествуваат во експериментот и тие знаеле однапред што треба да прават. Само една девојка, ова девојка кон која што е насочена црвената стрелка, влегла како нов пациент кој што не знае што се случува. И тогаш на звукот на звончето, кога ќе слушнале звонче, динг, ќе го видите, ова го има и на YouTube како експеримент, наеднаш сите 9 души стануваат. Девојката ги гледа и се чуди, ама си седи. Таа никој не ја учил на звук на звонче да станува. Вториот пат пак се слушат звонче, тие пак динг стануваат, постојуваат 5 секунди и се седнуваат. На третиот пат кога звончето задзвонува, знаете ли што се случува? На третиот пат веќе и девојката станува. И таа веќе потпаѓа под влијанието на останатите 9 души. И секојаш понатаму кога ќе задзвоне звончето и таа станува заедно со нив, иако нема поима зошто станува, зошто треба да станува и што ќе се случи ако не стане. И интересно, експериментот продолжува и еден по еден сите овие 9 души ги повикуваат внатре и тие си заминуваат, на крајот станува таа сама. И кога ќе задзвони звончето, дури и сама, таа продолжува да станува. Таа веќе таа навлегла во тоа влијание да го прави и без некој да има присутен. Гледате што е проблемот кога ние ќе дозволиме овој свет да врши притисок над нас и кога ќе речеме па ќе го направам тоа само еднаш. Кога ние ќе дозволиме овој свет да навлезе во нашето срце со своите вредности, ние тогаш продолжуваме да го правиме тоа и кога сме сами. Бидејќи ние веќе сме ги прифатиле вредностите на овој свет. Ние веќе сме се поклониле. Наспроти тоа, има еден случај за човек по име Август Ландемер од Германија. Овој случај зборува за времето кога нацистичка Германија била во подем. Овој германец бил оженет со еврејка и кога нацистичка Германија донела закони кои што биле против евреите, со кои што евреите требало да бидат носени во концентрациони логори, најнапред им била одземана слободата на движење, некои други права. Август Ландесмер, тој бил присутен за време на нацистички митинг и самиот тој бил член на нацистичката партија, но кога тогаш дошол Хитлер на овој митинг и сите решиле да го поздрават со тој познат нацистички поздрав, тој бил единствениот кој што одбил да поздрави. Го гледате ли на сликата? Сите поздравуваат, ќе погледнете, сите ја дигаат својата рака, тој единствено овде си седи со скрстени раце. Тој одбил да поздрави партија која што промовира нешто што не е исправно.
И во тоа време да го направите тоа нешто, можело исто така да означува сигурна смрт. Подоцна тој бил испратен во еден од логорите и во тие логори останал долги години и понатаму и го загубил својот живот. Но без разлика на се, тој одбил да го даде нацистичкиот поздрав и покрај тоа што сите наоколу го направиле тоа нешто. И ова барало голема храброст, слична на овие тројца момци, евреи, кои што се нашле во Вавилон. Светот ќе се обиде и ѓаволот ќе се обиде да те притисне до таа мера да се поклониш на она што е неисправно и да се откажеш од библиските вредности. Во Римјаните 12 глава 2 стих пишува: немојте да се прилагодувате со овој свет. Не сообразувајте се со световните луѓе, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум. Гледате, она што Библијата ни го порачува е: не се сообразувај со овој свет. Овој свет од тебе ќе бара да ги прифатиш сите нови работи и ти ќе си кажеш: па голема работа де, ајде еднаш ќе замолчам нова нешто, па голема работа е, еви, ако прифатам дека бракот може да биде и помеѓу двајца мажи, па голема работа е, еве, ако треба и да поучувам дека девојче може да биде машко или машко-женско, ајде, ама важно пак ќе ми дозволи да останам на работа, важно ќе напредувам овде, важно ќе добијам грант. И денеска знаете ли колку се повеќе се нудат дури финансиски грантови или помош за оние кои што решаваат да ги промовираат овие работи? И ќе си речеме, нели, па ќе го направам тоа нешто, важно ќе напредувам во овој свет. Доволно е само да се поклониш. Овие тројца млади имаа избор. Можеа да се поклонат и да напредуваат во кариерата, тие веќе беа началници или управители. Можеа да бидат веројатно и нешто повеќе. Можеа дури да не излезат тој ден, да речеа па ќе нема да излеземе негде, ќе се скриеме или ќе побараме да не испратат некое патување. Но тие одлучија да бидат таму и одлучија да не се поклонат. И сега, која беше од едното и од другото последицата? Ако се скриеа дома или ако отидоа некаде на пат, може би ќе се извлечеа да не мора тој ден да се поклонат. Но знаете што? Со тоа што беа таму и тие одлучија да стоат исправени, тие беа сведоштво за сите останати. Ако читаме понатаму и ќе стигнеме до крајот на ова вистинита случка, ќе видиме дека нивното сведоштво со тоа што решија да останат верни на Бога, беше можност да сите други дознаат за живиот и вистинит Бог и да биде прославен пред сите други народи. Затоа она што сакам да го укажам е: ти исто така имаш можност во овој свет да молчиш. Имаш можност во овој свет да се покориш и да се поклониш на вредностите на овој свет. А имаш можност и да стоеш исправен заради твојот Бог и да сведочиш пред луѓето дека ти си христијанин или христијанка и да зборуваш отворено за твоите вредности, она што Библијата го учи. И ти можеш да бидеш жив сведок пред другите луѓе. И можеш со твојот живот да допринесеш и друг човечки живот да биде променет. Можеш да допринесеш твојот пријател, пријателка, колешка и таа да поверува во Исус Христос и незиниот живот да биде променет. И стигаме до моментот, до кулминацијата. За мен ова е најсилниот момент кога царот дознава дека тие не се поклониле и тој гневен ги повикува кај него да му дадат отчет. И вели: вие навистина ли не се поклонивте? И дори им дава шанса, вели: еве сега, може би не сте слушнале, ајде еве, ќе ви опростам, не сте чуле добро трубите кога затрубиле, може не сте разбрале, ама сега овој пат кога ќе затрубат трубите, кога ќе се случи тоа нешто, очекувам да се поклоните. Зашто ако не се поклоните, да знаете, ве чека печката. Знаете што му одговорија тие? Нема потреба, царе. Тие останаат цврсти на нивната одлука. И погледнете што му рекоа: нашиот Бог, кому му служиме, може да не избави од жарената печка и од твојата рака, цару. Тој и ќе не избави. Но ако тоа и не го направи, знај, цару, дека ние нема да служиме на твоите богови, ниту ќе се поклониме на кипот што ти си го подигнал.
ова е на вистина храбра изјава. Ова изјава заслужува пофалба. Ова изјава зборува за таков интегритет и нескршливост како што ретко се наоѓа кај некои луѓе. Јас би сакал луѓе со ваков став да имаме уште стотици во Македонија. Би сакал секој еден христијанин да може да има ваков став. Знаете што е највпечатливото? Овие тројца младичи одлучија да му бидат верни на Бог без разлика на се. Погледнете го овој дел од изјавата. Тие рекоа, тој е спремен да не избави. Но тие рекоа, дури и ако не избави, ние ќе му останеме верни. Дури ако не избави, ние нема да се поклониме на твојот кип, царе. Многу христијани се спремни да му бидат верни на Бог, ама само под услов ако тој ги благословува, ако им дава здравие, ако им помага кога им е тешко. Но што ако тоа не се случи? Што ако ти си верен на Бог и се молеш, а болеста не си заминува? Што ако си верен на Бог, а и понатаму си во инвалидска количка? Што ако си верен на Бог, а не се покачува платата и понатаму си во сиромаштија? Велиш, Господе, јас сум верен на Тебе, те барам, ама еве, уште сум во тешка ситуација. Што ако си верен на Бог, а проблемите дома остануваат? Мажот ти понатаму е насилен дома. Што ако си верен на Бог, а притисоците на работа продолжуваат? Што ако си верен на Бог, а не гледаш дека проблемот си заминува? Дали тогаш ќе кажеш, епа добро, Господе, јас те барав, се молев, бев верен, ама пошто еве од Тебе нема помош, ќе си барам друго решение? Знаете ли дека има многу луѓе во Македонија кои што се нарекуваат христијани, ама во моментот кога нема да добијат одговор од Бог, тие решаваат да барат алтернативно решение? Например, Библијата забранува да одиме на бајачи и гатачи, ама многу македонци кога се болни или кога нивното дете е болно, ако Бог не одговори на нивната молитва, тие прво што прават е одат на бајачи и на гатачи. Тие барат различни други решенија и велат, абе ќе пробам, се ќе пробам. Сега пробав и во црква и се молев, не знам, и све ќе палев, ама пошто тоа не бива, ќе одам, разбрав вам има бајачка, разбрав вам требало курбан да се даде, не знам, во Куманово се вртело некој камен, ќе одам и таму ќе вртам камен, не знам, се правило нешто друго, во некој манастир, не знам, имало некое решение, там ќе одам. Пробуваат се, доваѓал некој Ицо од Хрватска, ќе одам и кај тој Ицо од Хрватска, се што разберам ќе правам, само лек да најдам, пошто ова првото не помогна. Погледнете го ставот на овие тројца момци. Тие рекоа, ако Бог и не избави, ние нема да се огрешиме пред Него, нема да се поклониме на кипот. Ние ќе му останеме верни до крај. Што и да одлучи Бог, ние ќе му бидеме верни. Мене ова многу ме подсетува на ситуацијата кога верата на Јов беше ставена на тест. Оние што сте читале за Јов во Стариот Завет, Јов беше верен на Бог, безкомпромисен во се, непорочен човек. Бог дури го пофали, вели, таков непорочен човек и верен на светот друг нема да најдете. И ѓавол дојде еден ден пред Бог и рече, да, ама тој ти е верен затоа што се си му дал здравие, си му дал имот, си му дал деца, си му дал, нели, богатство, се. Земи му го сето тоа да видиш дали ќе ти е верен. И кога сето тоа му беше одземано, кога дури и Јов беше целиот со љути рани и со чирови, и кога изгуби се, и богатство, и се, и деца, жена му дојде и рече, зошто си му уште верен? Проколни го Бога и умри. Што одговори Јов? Јов рече, жено, зборуваш глупости. Како да не му бидам верен на Бог? И во сето тоа пишува Библијата дека Јов не сгреши пред Бога. Тој му остана верен без разлика на се. Затоа, ние сме исправени пред еден свет кој што ќе те притиска и ќе ти каже, ете, твојот Бог не ти помогна во ова нешто. Ете, ти си верен на Бог, сето тоа е убаво, убаво е да си одиш на црква, ама гледаш дека не помага и понатаму си сиромав, еве и понатаму болеста е кај тебе, еве не оздравуваш толку време, еве и понатаму имаш проблеми дома. Па побарај друго решение. Поклони се на нешто друго. Поклони се на друго божество. Или гледаш дека пари ти треба дома, а не ти стигат пари.
а ти нудат од оваа страна нешто нечесно да работиш. Ти нудат мито, ти нудат нешто друго. Па прифани го. Или па пробај со коцка, пробај со коцка е овој добил многу пари добил, па пробај го тоа нешто што ќе загубиш. И често пати ѓаволот ќе ти понуди нешто друго. Може би го немаш мирот, се молиш, немаш мир и велиш Господе, цело време сум во немир, цело време проблеми. Ѓаволот ќе каже па пробај нешто друго. Пробај нешто друго, пробај дрога, пробај со алкохолот, алкохолот може ќе те смири, пробај нешто друго. Поклони се на друг Бог. Може би ќе ти помогне. Ѓаволот ќе се обиде да те натера да се поклониш на нешто друго, наместо на твојот вистински Бог. И тој ќе ти каже, ако не се поклониш, тогаш ќе имаш проблем. Дали ќе му останеш верен на Бог, или кога ќе дојде притисокот, ќе се поклониш. Пред повеќе години, две сестри поверуваа во Господ Исус и почнаа редовно да одат на црква. Проблемот беше што овие две сестри се уште зависеа од нивните родители. И кога нивните родители разбраа за ова нешто, тие им беа рекле, нема повеќе да одите на црква, нема да верувате во Господ, тоа се глупости, не дозволуваме ни Библија, ни црква одење, ништо. Ако продолжите да одите на црква, да знаете дека ќе ви сврлиме од дома. И ова е, да ви кажам, голем предизвик. Знаете што беа одлучиле овие две сестри? Тие беа рекле на родителите, ние од Господ Исус не се откажуваме. Ако вие сакате да не изврлите, направете го. И родителите не се шегуваа, тие не блефираа. Тие навистина ги изврлија од дома, им спакуваа облека се, а лиштата во раце и викат, ајде излегувайте. Им ја затворија вратата. Тие се најдоа на улица. Фалам на Господа што семејство од црквата реши да ги прими, така да отидоа во куќата на едно семејство од црквата и таму останаа околу 2 недели. После 2 недели родителите им се јави и рекоа, знаете што, ние сгрешивме, вратете се назад дома, ќе ви дозволиме да одите на црква, не ви правиме повеќе проблеми. И овие две сестри извојуваа победа. Тие останаа верни во нивната вера кон Господ Исус и не се откажаа. Иако имаа огромен притисок да потпаднат под тој притисок, да се откажат и да си продолжат со стариот живот. Во овој свет, може би ќе се соочиш со сличен притисок. Кога ќе поверуваш во Господ Исус, притисокот понекогаш може да дојде од најблиските. Може би од родителите, од сопругот, од сопругата, од околината, од твоите пријатели и роднини, или ќе кажат, ако ти не престанеш да одиш на црква, ако ти продолжиш да веруваш во Исус, јас веќе не ми имај за пријател, јас веќе со тебе не зборувам, јас со секташици немам работа. И ти ќе бидеш под притисок да се откажеш од твојот Господ, да потклечнеш и да се поклониш на овој свет. Бидејќи ќе си речеш, ако неко направам тоа нешто, печката веќе гори, ќе изгорам. Што ќе направиш? Дали ќе останеш како овие две сестри верен на Господ Исус и ќе кажеш што сте одлучиле правите, без разлика на се, јас не се поклонувам. Гледате кој беше ставот на овие тројца младичи. И ако сте решиле да не фрлете во печката, и ако Бог не избави, ние не се откажуваме. Ние многу пати си велиме, Бог ќе најде решение, Бог ќе најде решение. Знам и да ми изфрлат на улица, Бог ќе се погрижи. Но што и ако не се погрижи? Дали ќе му бидеш верен на Бог и понатаму? Ако решиш да не прифатиш мито или било што кога си на работа, ќе си речеш ќе ми изфрлат од работа. Ама добро, Бог ќе најде решение, некоја друга работа ќе ми најде Бог. Ќе ми отвори врата на друго место. Што ако не ти најде? Дали ќе му бидеш верен на Бог? Дали ќе решиш, Господи, јас ќе ти бидам верен без разлика на се? Без разлика дали ќе имам или ќе немам пари, дали ќе имам или ќе немам здраве, јас ќе ти бидам верен на тебе. Јас нема да подклекнам и да направам нешто што знам дека тебе не ти е угодно. Христијаните одлучиле да прават нешто затоа што знаат дека тоа е исправно и е според Божите стандарди. Проблемот со овој свет е што во овој свет веќе не постојат некакви стандарди на вредности.
Знаете ли овој свет според кое мерило живее? Ако тебе ти е убаво, ако имаш корис од тоа, прави го. Овој свет не размислува дали е морално, дали е исправно, дали е библиски. Ајде да ве прашам, кога сте разговарале во најскоро време со вашите пријатели, колеги на работа, другарки, кога ќе им кажете нешто, например, одлучив да го направам тоа и тоа, или ми се нуди една работа да ја прифатам таму, кога пријателки ви рекле, а библиски ли е тоа? Кој од вас слушнал такво нешто да ве прашат луѓето, да ве прашат, а тоа што го правиш библиски ли е? Кој од вас слушнале кога во светот седат, пцуват или оговарат некој да рече, не пцуј, не е ова библиски, не е христијански. На светот не му е гајле. Ако овој свет во нешто му е убаво, ако овој свет во нешто има корист, не размислува дали е библиски, дали е исправно. Ние христијаните се водиме по други вредности. Ние христијаните размислуваме дали тоа што ќе го направам му е угодно на Бог. Дали е исправно пред Бог. Ако не е исправно пред Бог, јас не го правам. Па без разлика, макар заради тоа да треба да го загубам и животот. Јас не го правам ако тоа не му е угодно на Бог. Сега ќе си кажеме, добро, ама па чекај, цената е голема. Јас ќе му бидам верен на Христос, но можам да загубам многу работи. Знаете, во Христос ќе добиеш многу повеќе од што овој свет може да ти даде. И се што ќе загубиш во овој свет, Христос ветува дека ќе ти го надокнади стократно. Тој вели, секој кој што заради мене ќе загуби било што, богатство, жена, деца, пари, куќа, што и да е, што пишува таму, вели, стократно ќе му биде надокнадено и живот вечен. Тоа е она што ни го ветува Исус Христос. Читам овде, Исус вели, кој ќе го загуби животот заради мене, тој ќе го најде. Исус Христос вели, ако некој заради мене го загуби животот, јас ќе му го вратам повторно. Апостол Павле вели, се сметам за отпад, само Христос да го придобиам. Зошто го кажува Павле ова? Затоа што тој научил дека ништо во овој свет што можеме да добиеме не вреди толку колку она што го имаме во Христос. Да го имаш Христос е повредно од се друго што ти нуди овој свет. Затоа што во Христос имаме се што ни треба. Ако читаме во текстот, таму пишува кога беа фрлени овие тројца момци во огнената печка, бидејќи царот исто така не блефираше, не се шегуваше. Тие разгореа печката, пишува 7 пати појако и посилно од вообичаеното. И печката беше толку разгорена, температурата беше висока, ако читате пишува дека оние што ги фрлија во печката изгореа во истиот момент. Замислите, само што се приближија до печката, изгореа тие што ги фрлија во печката. И ако читаме што се случи понатаму, ќе видиме пишува овде во 3 глава, 25 стих, вели, и одеднаш царот на Вуходоносор се стаписа, се крена на онози им рече на големците своји, нели беа тројца врзани што ги фрливте во огнот? Тие му одговори на царот, на вистина така беше царот. На тоа тој рече, еве јас гледам 4 како одат, не врзани среде огнот и ништо не им се случува, а 4 е сличен на синот на боговите, или на синот Божи, пишува во некој превод. Царот реши да ги фрли тројцата млаичи заради непослушност во печката. Кога ги фрли, тој погледна и ништо не им се случуваше. Сите тројца одеа во огнот, дури беа одврзани, бидејќи ги фрлија врзани. Се што изгоре во огнот, знаете што беше? Нивните јажиња. Само тоа изгоре, ништо друго. Тие беа слободни, се движани из огнот и ништо не им се случуваше. И плюс уште една работа. Внатре имаше со нив уште еден, 4. Кој беше тој? Царот рече, сличен е на синот на боговите. Ние не знаеме кој е тој. Може би е синот Божи,
кој што се јави во тело уште пред да биде инкарниран. Многумина претпоставуваат дека тоа е лично Исус Христос кој што дојде помеѓу нив. Некои сметаат дека е ангел Божи. Не знаеме кој беше. Но во секој случај гледате која е наградата кога ние ќе решиме да му бидеме верни на нашиот Господ Исус. Самиот тој одлучува лично да биде помеѓу нас. Само тој одлучува да биде тука со нас и да ни даде поддршка. Понекогаш си мислиш, Господе, јас сум сам. Целиот овој свет е против мене. Сам сум на работа, само јас верувам во Исус, никој друг не верува. Еви, ако одлучам да ти бидам верен, можеби ќе ја загубам работата, можеби ќе имам проблеми, одлучувам и понатаму да ти бидам верен или верна, но ќе бидеш ли ти со мене? Неговото ветување никош нема да те оставам, никош нема да те напуштам. Тој ветува дека секојаш ќе биде со тебе. И во моменти кога ти е најтешко, токму тој тогаш ќе чекори заедно со тебе. Има една приказка за некој човек кој што сонувал сон. Во сонот тој видел два пара стапалки на плажа. Знаете, кога чекорите по песокот и остануваат стапки од нозете, стапалки. И го прашал Господ што означува ова. Господ Исус му рекол, тие два пара стапалки се моите и твоите. За да знаеш дека јас секогаш сум со тебе, кога ти чекориш, јас сум секогаш покрај тебе. Моите стапалки се секогаш покрај твоите. Но во еден момент, додека го гледал сонот, се подигнала силна бура. Се надвила бура, темни облаци, грмотевици, и тогаш тој погледнал на брегот и забележал дека има само еден пар стапалки. И човекот се разочарал и рекол, Господе, што значи ова? Дали тоа значи дека кога доаѓаат проблемите во мојот живот, кога доаѓаат темните облаци, тогаш останував сам? Дали тоа значи дека ти ме напушташ, бидејќи само еден пар стапалки гледам на плажата? Господ Исус му рекол, не. Има само еден пар стапалки, бидејќи тогаш кога доаѓаат бурите, кога ти е најтешко, јас те носам во раце. Тоа бил одговорот. Гледате, понекогаш ние си мислиме, кога ми е тешко, јас веројатно сум сам. Но не, тогаш Господ те носи во раце. Исто како што тој беше со овие тројца младичи, кои што беа во огнената печка и не ги напушти. Ние зборувавме за тоа дека овој свет ќе се обиде да те убеди или да те притисне да се поклониш на боговите на овој свет. Но ајде да погледнеме практично што значи тоа нешто. Знаете, една христијанска девојка, светот ќе дојде и ќе каже, ако ти не се откажеш од твојата невиност, ти ќе пропаднеш во овој свет. Ти мораш да ја дадеш твојата невиност на момчето кој што ќе е со тебе, ако не, нема да те сака. Сите ќе те отфрлат. Ќе си останеш сама, ќе останеш немажена, ќе пропаднеш, ќе бидеш никој и ништо. Затоа поклони се на вредноста на овој свет дека е нормално да имаш секс со секој момче кој што ќе биде со тебе. Бидејќи денеска, за жал, младите веруваат и живеат во еден страв дека ако не го направат тоа нешто, ќе останат сами. Можеби ќе дојде светот и ќе ти каже, ако не се облекуваш провокативно, ако не се облекуваш како девојките во овој свет, тогаш нема никој да те сака. Нема никој да ти се понуди, нема никој да те прифати за девојка. Ќе останеш сама. Затоа поклони се на богот на модата на овој свет. Ако не се поклониш, ќе пропаднеш. Светот ќе те притиска да се поклониш на боговите на овој свет. За едно момче христијанин, светот ќе му запрети, ако не си како другите момчиња, ќе бидеш отфрлен од друштвото, ќе бидеш отфрлен од општеството. Ако не пушиш како другите момчиња, ако не пиеш, ако не пцуеш, па тебе ќе те сметат за чудак, за настран, ќе те сметат за сектаж, за заостанат, за ненормален. Затоа мораш да бидеш како овој свет. Мораш да ги прифатиш пороците на овој свет. Мораш да ги прифатиш боговите што овој свет ти ги нуди. Ако не, ќе пропаднеш. За еден христијанин бизнисмен, ѓаволот ќе дојде, ќе му шепне и ќе рече, ти мораш да работиш како што работи овој свет.
Мораш да прифатиш мито, корупција, да работиш со измами, мораш да го прифатиш Богот на корупцијата, Богот на митото и да му се поклониш. Ако не му се поклониш, ќе пропаднеш. Гледате, постојано живееме по еден таков притисок. За еден политичар, кој што е христијанин, или државен работник, за еден учител, денеска она што светот го притиска е дека ти мораш да го поучуваш тоа што светот ти го нуди. Мораш да поучуваш ЛГБТ идеологија. Мораш да прифатиш. Европа доаѓа и ти тропа на врата и Европа вели: ние сме вашата единствена опција. Немате друга опција. Ако нас не прифатите, ако не го прифатите она што ние ви го нудиме и нашите вредности, ќе пропаднете, Македонија ќе ја нема. И политичарите постојано се под притисок дека мора сето тоа да го прифатат. Ако не, остатокот, изборот е огнената печка. Мораш да се поклониш на овој свет. Сите ние во различни полиња од нашиот живот го чувствуваме тој притисок. Дали ќе се поклониш или не, зависи од тебе. И да стигнеме до крај. Знаете ли која е причината зошто овие тројца млади не се поклонија? Знаете ли на која заповед решија да бидат послушни и верни? Знаете, тие стоја пред еден испрвен кип, висок 27 метри. И кога требаше да се поклонат, тие рекоа: не можеме да се поклониме затоа што сакаме да му бидеме верни на Бог. Во кое нешто тие одлучија да му бидат верни на Бог? Тие многу добро го познаваа Божиот збор и тие ги познаваат 10 Божи заповеди. 10 Божи заповеди му беа дадени на Мојсей на 2 камени плочи. И еврејскиот народ беше многу добро запознаен со нив. Првата заповед е: јас сум Господ Бог твој, да немаш други богови освен мене. А слушнете ја втората заповед. Втората Божја заповед гласи: не прави за себе идол, ниту било каква слика. На грчки слика е икона, иконос, од она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата под земјата. Во Пета Мојсева исто така вели: не вршете беззаконија правејќи си ликови вајани, ликови на маж или жена. Овие заповеди тие ги знаеа многу добро. И кога сега се исправија пред една ситуација да ја прекршат таа заповед, тие решија: нема тоа да го сториме. Нема да се клањаме на било каков друг кип или лик, без разлика што представува тој лик. И ќе останеме верни на Бог. Гледате, оваа заповед ни кажува дека не треба да правиме лик од било што, дури од самиот Бог. Бог вели: не прави лик од тоа што е горе на небото. Кој е горе на небото? Бог. Ние ќе си кажеме: добро, нема да се клањам на луѓе, ама ќе си направам лик од Бог. Ќе си направам слика од Бог и ќе му се молам на него. Бог вели: не. Не прави лик дури од тоа што е на небото, ниту од Бог, ниту од ангели, не прави лик од тоа што е на земјата. Кој е на земјата? Ние луѓето. И не се клања и не се поклонувај, ниту на тоа што е под земјата или во подземјето, на демонските нешта. И тие решија да останат верни на тоа нешто. Колку денеска светот е верен на оваа заповед? Интересно, евреите кои што беа отидени во вавилонското робство, Даниел и неговите тројца другари беа однесени како мали, но некои од евреите што беа во вавилонското робство беа родени таму. Значи, тие беа родени и израснати во една туѓа култура и во една религија што не е нивна. Што кажува ова нешто? Може би ти си роден и израснат во култура која што не е библиска. Култура која што не е христијанска. Може би во твојата култура е сосема нормално да се практикува да се молиш на кипови или на слики. Замисли ако си во Индија. Во Индија се обожаваат, пишува, ако отворите на Google, над 5000 божества. И таму имат најразлични кипови, слики и се клањаат на се. И е сосема нормално и таму да се клањаш на секаков кип, на секаква слика.
Дали во тој случај ќе кажеш, па добро, јас сум израснат во таква култура, тоа е тоа, што да правам? Поради притисок на културата, ќе го правам тоа што сите го прават. Или пак ќе кажеш, јас ќе му бидам верен на мојот Бог и на неговата заповед, без разлика на културата во која што живеам. Ако во културата во која што живеам е нормално да се клањам на кипови, на слики, на било што, на статуи, за мојот Бог не е нормално. Мојот Бог забранува, освен на него, да се поклонувам на било каков предмет. И затоа јас одлучувам да бидам послушен на мојот Бог. Нема да се поклонам на боговите во мојата земја, нема да се поклонам на културата која што е спротивна на Библијата. Ќе останам верен без разлика на притисоците кои што културата или земјата ги има спрема мене. Затоа за мене ставот на овие тројца младичи е за пофалба и тој зборува многу за времето во кое што живееме. Затоа реков, оваа проповед или порака и овој текст е многу порелевантен за нас денес отколку што можеме да замислиме. Ако се чувствуваш под притисок секој ден, да знаеш дека не си единствениот. Ако мислиш дека си под притисок да се поклониш на боговите на овој свет, да знаеш дека на Седрах, Мисах и Абденаго не им беше полесно. Но тие устоја на притисокот и заради тоа нешто Синот Божи беше со нив. Тој остана со нив и во огнената печка и се што ги загубија само врските кои што ги држаа врзани. На крајот заради нивната верност дури беа и слободни и дури и во огнот. И во огнот тие останаа целосни и ништо не им фалеше. Остани верен на Бог. Бог е тој што може да те заштити. А дури ако не те заштити, нека твојата вера биде таква да кажеш исто како овие тројца младичи. Ако и мојот Бог не ми избави, јас нема да се поклонам на боговите на овој свет. Амин.